Господин Ристо, ви благодарам што прифативте поканата за гостување во темата на денот. Благодарам и на вас. Регулаторна ја крои новата цена на парното, што ќе важи од 1 август. Компаниите за топлинска енергија веќе ги доставија пресметките. Сега вие анализирате што тие трошоци ќе прифатите. Дали се подготвува нова повисока цена на парното? Дали се подготвува нова цена на парното, ќе видат и ќе покажат анализите кои што регулаторна е должна да ги направи. Тоа е малку поголема анализа, бидејќи регулаторна, освен барањата кои што ги веќе доставија компаниите, тие беа задолжени до 31 мај да ги достават сите своји барања. Регулаторот сега ќе ги земе во обзир, ќе направи анализа на сите нивни барања, меѓутоа тука не завршуваме ние имаме обврска и методологија со која што освен барањата ги проверуваме и цените на берзите, ги проверуваме и тековите, ги предвидуваме и предвидувањата, бидејќи кога ние ќе ја дадеме цената која треба да важи од 1 август, таа треба да важи цела година. Значи, предвидувањата се малце посериозни, затоа ние користиме и податоци кои што ги имаме, меѓутоа и податоци за предвидување. Дали ќе имаме нова цена, ќе ги кажат анализите. За очекување дека ќе има некакви поместувања, бидејќи знаете дека се работи за берзанска цена на гасот, кој што настрада при конфликтот, последен конфликт што ни беше помеѓу Иран и Соединените Американски држави и Израел. Заради тоа има поместување на гасот, меѓутоа не знаеме ни компаниите како имат склучени договори, бидејќи тие сега треба да ни ги достават нивните договори со компаниите за снабдување. Овде да не го забораваме ТЕТО, кој што е еден од клучните играчи во испораката на топлинска енергија, посебно во Скопје, бидејќи тој испорачува многу поевтина, бидејќи нус продукција кај когенерацијата топлината и тие може да ја дават таа енергија многу поевтино отколку производството на топланите. И кога ќе се направи сетата анализа, ние ќе го бараме и тој договор меѓу нив, да видиме по која цена се договори, ако не се договориме, ќе посредуваме меѓу нив да направиме најфер цена меѓу компаниите кои што тргуваат и испорачуваат топлинска енергија. Така се надеваме дека ќе направиме се и компаниите да бидат на страната на сигурноста, бидејќи да не заборавиме. Прва и основна работа на регулатора е да го ресурсо има на пазарот, значи да бидат граѓаните прво снабдени, меѓутоа мора да внимаваме и по која цена, бидејќи ако се направи нешто кое што не е популарно, тоа значи да има висока цена. Ќе почне масовно откажување од грејењето, ќе се помине во систем на инвертори, па ќе се направи втор проблем, каде што инсталациите не можат да го држат, па ќе се распадне системо, а знаете, некој кога ќе излезе од грејењето, ретко се враќа пак назад. Затоа ова е многу внимателно и многу осетлива тема која што регулаторот ја сваќа многу сериозно и бидете убедени дека ќе направиме најдобро што може и за граѓаните и за компаниите. Регулатор значи судија, значи ние мораме да бидеме меѓу сите, ама да го одбереме најдоброто решение. Земјата се сочува со увезена криза поради војната на Блискиот Исток. Владата неколку пати ги уверуваше граѓаните дека ќе немаме недостиг од гориво, се интервенираше кај акцизите, кај ДДВ-то се менажира попусти со ОКТА, меѓутоа се случуваше неколку пати владата да најави една цена, иако потоа регулаторна како независен орган си правеше посебна пресметка, формулата е иста. Како го правите ЕСАП-от? Ќе пробам наједноставно да ја објаснам постапката, за да луѓето добијат дојам за што се работи. Тоа се дефинирани параметри. Пред се, никој не може да каже пред регулаторот колку ќе биде цената за понеделник, кога ние регулираме секој понеделник цената на нафтените деривати, односно на горивата, затоа што ние имаме, да кажам, ексклузивно платено право на информација од берзите. Има берза која што е референтна берза, која што е прифатена во регионот и пошироко, од која што сите црпеме податоци, регулаторите така се договорени, како референтна цена по која што ние признаваме набавката на нафтата, односно нафтените деривати пред рафинеријата да ги одработува. Тоа се така наречени базната цена која што ја сочинува цената на крајот на горивото, меѓутоа после тоа има уште едно 10 параметри, тоа се пред се транспортот на нафтата, маржата на транспортерите, складирањето на нафтата, малопродажните наши, ајде да кажам, регулирани маржи што ги даваме на трговците за малопродажба, складирањето во големите складови, така да цената не може ние сами да ја нити формулираме, нити правиме како што сакаме. И е уште еден параметар е многу интересен овде, тоа е односот на денарот спрема доларот, кој што се исто менува на дневна база.
Значи, сите тие просеци 5-дневни, од понеделник до петок, до 9 навечер, кога се затвара берзата, се прави просек, се формира основна цена, на неа се додават данокот, се додава акцизата, каде што можеше државата до сега и интервенираше, и затоа ние имавме едни од поевтините горива во регионот, и денеска тоа го имаме. Ова мора да се каже дека добро го изменаџира владата, бидејќи со намалувањето на откажувајќи се практично од буџетските приходи во ДДВ, во голем период беше откажување од ДДВ-то, па во еден период и од акцизата, успеа да на некој начин нас ни помогне да на пазарот дадеме максимални регулирани цени, меѓутоа сепак, ако погледнеме кризата 22 во однос на сега, еве сега ќе ви кажам, март 22 година горивото беше 111 денари. Тоа статистички може да го погледате. Денеска е 86. Значи, сепак успеваме и покрај овие кризни моменти, со помош на сите овие параметри, да успееме да изменаџираме добри цени за горивото, иако нормално ова е увезено. Сировинската нафта се менува на дневна база. Формулата е една. Меѓутоа, колку ќе биде во понеделник навечер горивото, тоа може да каже само регулаторна. Регулаторна не, него формулата, меѓутоа точните податоци ги ние имаме, затоа што овие податоци се купени, ние за тоа добиваме ексклузивно право. Продуктоводот е во функција, тоа ни дава малку повеќе простор да дишеме, меѓутоа гледаме нови напади на Блискиот Исток. Дали ова може да повлече повторно повисоки цени на горивата? Видите вака, продуктоводот кој што е ставен после нова година во употреба, нас ни дава пред се сигурност во снабдувањето на дизелот, збориме, бидејќи кај нас 76% од потрошувачката на горивото са дизел горивото, и тоа е една стратешки производ за кој што треба да се обрне внимание, бидејќи тоа е движи индустријата. Со продуктоводот прво ние добивме сигурност во снабдувањето, во транспортот, бидејќи нема више бариери на граници, нема царинење, нема ништо, него сето тоа оди по продуктоводот, стига во ОКТА, од овде со возилата ги преземат сите дистрибутери. Исто така, затоа и ОКТА можеше да даде оние 3 денари, 2 денари, колку ги даваше од како општествено одговорна компанија, на име бидејќи ти има намалени трошоци во делот на транспортот, бидејќи сепак превозот преку цистерни и превозот по продуктоводот имат различни и влијанија и трошковни карактеристики. Ние ги регулираме и тие. Така да цената на транспортот кај продуктоводот не ја регулира регулаторот, туку тоа е цена договорена меѓу владата и компанијата која што го менаџира продуктоводот, и немојте заборавите, 20% од сопстеното има државата. Така да државата практично и од транспортот кој што транспортира нафтата добива одреден процент како бенефит со кој што можеше да се договара за на граѓаните сепак да ги даде многу добра цена на крајот на денот, бидејќи искрено да ви кажам, може да се провери, имаме најевтини гориво во регионот. Ајде да преминеме на струјата. Велите не може осетливата страна. Да, не може за еден ист производ да има различни цена, тоа е ваша изјава за блок тарифите. Кога се воведува идејата на блок тарифите беше оние што трошат помалку да плаќаат помалку. Вие најавите ќе правите анализа до каде сте, ќе се укинуваат, ќе остануваат? Значи, анализите се во тек. Ова е комплексна проблематика, бидејќи знаете, крајната цена на електричната енергија, регулираната цена која што ние даваме кон компаниите, е составена од многу параметри. Пред се тука имаме и цената на електричната енергија, имаме дистрибуцијата или маржата за дистрибуција, за пренос, крајните потрошувачи, универзалниот снабдувач, сите тие параметри ние сега ги ставаме. Зошто го почнавме овој процес? Значи, ние не сме тука единствени, тоа го заедно пробаме да го координираме и со Министерството за енергетика, како и со владата, за да направиме нов модел, доколку е можно. Ние викаме, правиме анализа. Значи, анализата се прави само за да се дојде до поевтина електрична енергија на крајот на денот, а тој крај на ден ќе биде од 1 јануари, кој ќе треба ние да ги дадеме новите цени за електричната енергија за граѓаните. Блок тарифите кои што се воведени 22 година за време на кризата,
беше идејата да се штеди енергијата, за да оние кои што ја трошат малце и да ја платат по друга поевтина тарифа, а да ги на некој начин оние кои што трошеа многу да ги редуцират своите потрошувачки, ќе бидат мотивирани за да влезат у пониските блок тарифи, кај што е енергијата помала. Ние сега имаме друга состојба после 4-5 години во државата. Имаме, ајде да го кажем, она Елдорадо на фотоволтаичните централи и производството. Во регионот сме меѓу првите, може и најдобра држава, која што за толку кратко време инсталирала толку многу производни капацитети. Посебно сега, преку летниот период, ја правиме анализата зошто да не од, да речеме, од април до октомври, кога ги ја имаме ова енергија, а знаете, со СИБАМО сме блокирани моментално компаниите да извезуват. Не сме блокирани, меѓутоа треба да платат казна за да извезат. Зошто таа енергија да се испреговара со сите компании и со ЕСМ, тука ќе биде вклучени сите, да се изменаџира тој дел од енергијата која што имат вишок компаниите. Компаниите не знаат што да прават, не можат кредити да се ги враќат, затоа што треба да продават со нула на берза енергија, нема кој да ја купи. А ЕСМ произведува и дава од јаглен скапа енергија со пресметана загуба, така да кажам, на универзалниот снабдувач, само за да ги држи тарифите во овој ранг. Ние имаме првичните анализи, мои и на идејата е дека можеме таа енергија ефтина, што е хиперпродукција на пазарот, внесеме во систем, дали преку ЕСМ, дали било како, меѓутоа крајната идеја е да таа енергија биде поевтина за граѓаните. И мислиме дека ќе успееме. Тоа значи дека граѓаните би добиле поголем период на ефтина струја во текот на денот. Тоа е првото на кое што сакаме, бидејќи сега се сменети, знаете, на пазарот сега ноќната енергија е скапа, кога фотоволтаиците не произведуваат, а преку ден е ефтина. А ние се уште го држиме она старото, ноќно време да е ефтина енергијата, а преку ден е скапа. Или ќе го зголемеме периодот на користење на ефтина енергија преку ден и ќе мотивираме користење на ефтина енергија преку ден, на тој начин може ќе помогнеме, или во самата цена на енергија или блоковите ќе ги сменеме, ќе направиме нешто да луѓето добијат бенефит од ова Елдорадо, бидејќи, ајде да се вратиме уште еден чекор назад. Кај сите други енергии, државата зима концесиски надомест. Така, кај хидрото е 2%, кај овие са нешто повеќе, кај рударството е 4%. Од фотоволтаиците никој ништо не плаќа. Зошто еден дел не направиме да сите имат бенефит од ова хиперпродукција, бидејќи државата сепак дозволила да се направи фотоволтаични системи секаде и во толков број. Значи, идејата е да се направи математика како да дојдат граѓаните до таа енергија која што е моментално стварно поевтина на пазар. Што е со надоместокот за пренос и дистрибуција? Веројатно и од претходно сте прателе какви реакции имаат граѓаните за тоа, мислат дека сметат дека се удираат неправедно под жеп. Може би беше недоволно објаснето, меѓутоа што ќе се прави со овој надоместок? Ние сега до нова година ги имаме, тие се регулират на 2 години, сега е периодот исто, така да не чека многу динамична есен, во кој што и овие се ставени сите на проверка. Затоа што ние, освен самата цена, ги контролираме и трошоците, меѓутоа и добивките кај компаниите. Значи, ние даваме предвидена добивка на секој од компаниите. А гледајќи ги завршните сметки, сега ова прерано да го зборам, меѓутоа гледајќи ги завршните сметки назад за минатите 2 години, енергетските компании имат направено профити. Тоа значи дека или цените и се високи, дадени пред 2 години, или они работеле добро, или на пазарот имало енергија која што е транспортирале, дистрибуирале и така натаму. Се тоа сега ќе биде ставено на хартија, проверено, плюс тоа да не ги забораваме инвестициите, бидејќи и инвестициите во овие сектори се дел од формирањето на цената. Доколку се реши да се инвестира заедно со сите чинители за на крајот производот да биде поевтин, ние тоа го секогаш поддржаваме, меѓутоа инсистираме на реализација. Еве, влегуваме во дигитализација. Значи сега почнува процесот на инсталирање на броилата. Сите тие инвестиции мора да бидат внесени во пакетот кој што ќе биде после дистрибуиран на сите пакети, и на електричната енергија, и на транспортот, и на дистрибуција. За крај, пред почетокот на летната сезона, едно прашање сакам да отвориме накусо.
Огромни ни се загубите на вода, дали е неприходувана, дали поради застарената инфраструктура. Општините знаеме како ја одредуваат цената, секогаш е минималната од таа што одредува РК. Како да излеземе од овој магепсен круг кој што имаме загуби на вода, предпријатија што тонат во долгови? Видите, вака со водоводните предпријатија кои што испорачуваат вода кон граѓаните, мислам дека никој сериозно не се занимава веќе многу години и сега е веќе моментот кај што, пошто сега нас ни е дадена улогата да го регулираме и тој пазар, ние сме на став да почнеме со малку посериозен пристап во дело. Зошто? Затоа што освен само зголемување на цена, без барање на резултат од тоа зголемување на цена, не вродува резултат. На крајот се потрошуваат парите и никој не води сметка како се потроши. Ние сега планираме во новата методологија за утврдување на цените за водата за пиење и водата која што се зема како сурова за производство, се уведат така наречени параметри кои што секоја година ќе ги бараме од компаниите да ги исполнуват како критериуми за добивање на нова цена. Имено, тука ќе биде ефикасноста, намалување на загубите, инвестирањето, дали инвестициите ги реализират или не ги реализират. Некои само ги пријавуваат до сега, никој не ги контролираше. Опфатеноста, да не ја забораваме. Јас имам информација дека 30% од населените места не се опфатени со водоснабдување во државата, а која обврска е на локалната самоуправа и на јавните предпријатија. И тој параметар ќе биде внесен. Дали некој ова година внесол ново населено место во системот, со тоа му се зголемуваат и приходите и расходите. Значи, ќе направиме една комплексна формула, не како до сега, само цената на електричната енергија, платите и готово, нова цена. Не. Од сега натаму, да, ќе ги пробаме да ги подигнеме нивото на јавните комунални предпријатија како енергетски компании да дојдат, каде што ќе ги ценеме и инвестициите и трошоците, меѓутоа на реални основи. И не може тука да биде на некој начин исклучено целиот процес оснивачот, тоа се советите на градовите и градоначалниците, затоа ќе инсистираме пред да дојде барањето кај нас за покачување на било каква цена, тоа да пројде низ систем на чек кај градоначалникот, сепак тоа е политичката личност во градот кој што ја носи одлуката да биде одобрен тој бизнис план и самиот совет да даде виза за ајде да кажеме, годишните планови на тоа предпријатие, бидејќи оснивачот. И тука има еден чуден систем во јавните предпријатија, се случува каде што јавно предпријатие е со блокирана сметка, а општината зема огромни плати. Не може тоа, ќе мора да се избалансират, доколку не може јавното предпријатие да носи кредит или ќе си презима оснивачот. Ако не го подигнеме сега, ќе останеме без ресурсот вода. Водата ќе биде многу важен ресурс во иднината и ние мора да почнеме да ставаме рамка во која што ќе се движиме сите, меѓутоа на фер, докажани и професионални принципи за работа. На друг начин нема како да излеземе од кругот, освен со притисок, регулација и барање на резултати. Господин Ристов, ви благодарам за гостувањето во темата на денот. Благодарам и вас, секојаш сме расположени да поразговараме и да ги информираме граѓаните за да не остане нешто недокажано.